Денеска е вторник, 3 марта, вие ги следите вестите на Слободен печат. Амбасадата на Македонија во Обединетите Арапски Емирати соопшти дека сега се разгледува можноста за репатриација и евакуација на македонските државјани од Обединетите Арапски Емирати, кои се затекнаа во оваа земја откако САД и Израел го нападнаа Иран. Според амбасадата, опцијата која се разгледува е нашите луѓе да се извлечат преку копнената граница со Султанатот Оман. Како што се наведува во објавата на амбасадата на социјалните мрежи, репатриацијата и евакуацијата на нашите граѓани кои се затекнати таму ќе се одвива преку копнената граница кон Кралството Саудиска Арабија и оттаму со авиони што полетуваат од територијата на државата. Транспортот од Обединетите Арапски Емирати до Кралството Саудиска Арабија би се одвивал по копнен пат со автобуси и тој би траел од 13 до 15 часа преку формално барање од амбасадата и МНР врз основа на доставен список. Властите на Саудиска Арабија би издале хуманитарни визи за македонските граѓани на самиот граничен премин, се наведува во информацијата. Основното јавно обвинителство Скопје соопшти дека дежурен јавен обвинител извршил увид на местото во скопската населба Тафталиџе, на кое вчера попладне по пат од зграда загинаа жена и незината малолетна ќерка. Обвинителот наредил обдукција на жената и девојчето кои загинаа по пат од зградата, како и прибирање траги и други материјални докази со цел ужасниот случај целосно да се расветли. Александар Стојановски, брат и вујко на жртвите, вчера вечер на социјалните мрежи напиша: "Денес се случи убиство", откривајќи дека сестрата и внуката со години трпеле страотно семено насилство од партнерот и татко на девојчето. Стојановски обвинува дека државата, институциите и службите не успеале да го запрат насилството и да ја спречат трагедијата. Тој вели дека ќе се бори до крај за правдата за неговата сестра и за внуката. Општина Центар веќе подолго време спроведува проект за санитарно-хигиенска состојба во основните училишта, за да се провери состојбата на кујните каде што се приготвува храна за учениците од целодневна настава. Од годинава за прв пат ќе се контролираат и кујните во детските градинки, односно просториите каде што се приготвува храната, опремата, површините, садовите, како и персоналот кој учествува во подготовката и сервирањето на оброците. За таа цел, минатата недела е распишан јавен повик за ангажирање специјализирана установа за следење на хигиената во кујните во училиштата и во детските градинки, чија обврска е да изврши санитарно-хигиенски увид, при што ќе се земаат и брисеви за чистота и ќе се направи микробиолошка анализа на мострина храна. Возач кој, ако се суди по табличките од Скопје, вчера вечер успеа не сакајќи да направи нешто што сигурно не би успел доколку сакал. Тој со автомобилот Шкода вешто се искачи на зеленилото меѓу двете страни на булеварот Свети Климент Охридски и остана цврсто на местото, точно спроти соборниот храм. За сега не е јасно како возачот успеал во овој несекојдневен подвиг, но тој без друго прелетел по крстосницата со Партизанска и под камерите на безбеден град со брзина далеку над максимално пропишаните 50 км на час. За сега нема информации за повредени во несреќата. Генералниот секретар на НАТО Марк Руте денеска ќе престојува во официјална посета на земјава. Првиот човек на алијансата ќе го пречека председателката Гордана Силјановска-Давкова со највисоки државни и воени почести на церемонија во незиниот кабинет, пошто ќе следи тет-а-тет средба и пленарен состанок на македонската и на делегацијата на НАТО. Предвидена е и заедничка пресконференција на председателката Силјановска-Давкова и Руте. Генералниот секретар на НАТО ќе има средба и со премиерот Христијан Мицкоски, како и со председателот на Собранието Африм Гаши, пошто ќе се обрати пред пратениците во законодавниот дом.
Американскиот специјален представник Стив Витков изјави дека врвните преговарачи на Иран претходно оваа година се пофалиле дека поседуваат 460 килограми високо збогатен ураниум од 60%, доволно за изградба на 11 нуклеарни бомби, пренесува Times of Israel. Витков изјави за Fox News дека иранските власти се горди што избегнале контрола и тврдат дека имаат неотугиво право да збогатуваат нуклеарно гориво. Сепак САД тврдат дека ги уништиле нуклеарните постројки на Иран, што треба да го спречи Иран да го претвори ураниумот во оружје. Тој додаде дека збогатениот ураниум може да се претвори во бомба во рок од една недела или 10 дена, со повторна употреба на нуклеарните постројки за кои САД тврдат дека се уништени. Амбасадата на Соединетите Американски држави во Ријад беше погодена од 2 дрона, а во дипломатскиот комплекс во градот избувна пожар, но немаше непосредни извештаи за жртви, соопшти Саудиското министерство за одбрана. Зградата на амбасадата била празна во времето на нападот и немало извештаи за жртви, објави Ал Джазира. Американската амбасада претходно издаде предупредување до американските граѓани во Ријад, Џеда и Дахран да останат во засолништа и да ја избегнуваат амбасадата до понатамошно известување. Американскиот претседател Доналд Трамп денес ќе го угости германскиот канцелар Фридрих Мерц во Белата куќа. Целта на посетата според најавите ќе бидат разговори за чувствителни теми, од нападите на САД и Израел врз Иран до новите закани на Трамп со царини, како и неодамнешната посета на германскиот лидер на Кина, пренесува Евроактив. Мерц отпатува од Берлин до Вашингтон, додека Германија и Франција објавија планови за продлабочување на соработката во нуклеарното одвраќање. Уште еден чекор од европските соседи за прилагодување кон промените во трансатлантските односи во услови на постојани закани од Русија и стравување од нестабилност поврзани со конфликтот во Иран. Поранешниот директор на ЦИА Џон Бренан изјави дека воените напади на претседателот Доналд Трамп врз Иран биле драстично лоша грешка. Бренан ги спореди нападите со американската инвазија на Ирак во 2003 година, за која тврди дека предизвикала децениски хаос. Мислам дека ова е втор пат во овој век САД да направат катастрофална грешка со влегувањето во конфликт на Блискиот Исток. Првиот пат беше во 2003 година кога го нападнавме Ирак, што предизвика години и години хаос, насилство и тероризам. Тоа доведе до подемот на ИСИС и ние се уште 20 години се опоравуваме од тој хаос, рече Бренан. Времето денеска ќе биде сончево и релативно топло со мала до умерена локална облачност. По одделни котлини ќе има услови за појава на утринска магла. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Минималната температура ќе биде во интервал од 0 до 6 степени, а максималната ќе се движи од 14 до 20. Во Скопје сончево со мала до умерена облачност. Во делови од котлината ќе имаме услови за појава на утринска магла. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Минималната температура ќе се спушти до 4, а максималната ќе достигне до 19 степени. Според Управата за хидрометеоролошки работи, следните денови ќе преовладува сончево и релативно топло време со мала до умерена облачност. Во утринските часови по одделни котлини ќе имаме услови за појава на слаба магла. Во четврток се очекуваат повремени локални врнежи од дожд, особено во попладневните часови и во текот на ноќта. Ова беше се во денешното издание на вестите на Слободен печат. Се што е ново кај нас и во светот дознавате на нашиот интернет портал slobodnpečat.mk.